Нашата едукација на учениците од текстилната струка е континуирана и нашите ученици уште од прва година се запознаваат со анализа и селектирање на текстилните материјали, а освен тоа што преку теорија, ние и преку практична настава им покажуваме на нашите ученици како преку отпадот од материјал да направат некои креативни и единствени модели. Исто така, освен тоа што тие учат за текстилот, модата и дизајнот, тие добиваат и навики како да ја заштитат преку тоа и животната средина. Професорке, кој отпад текстилен може да се реупотреби, чисто за информација на гледачите, но впрочем и зашто може да се реупотреби? Најголем дел од текстилниот отпад може да се реупотреби. Тоа се стари фармерки, кошули, јакни, остатоци од материјал за кроење од фабриките и може да се употреби за изработка на најразлични модели кои што повторно ќе се користат за чанти, за модни аксесуари. Најважно од се е да се знае дека при реупотребата на самите отпадоци, текстилни отпадоци, не значи дека ќе добиеме некој помал квалитет, туку дека ќе добиеме нешто што е уникатно и креативно. Со тоа ќе се намали и загадувањето на воздухот, ќе заштедиме на електрична енергија, а го продолжуваме и животот на материјалите од кои што ги изработуваме овие креации. Еве, например, во нашето училиште има поставено контењер за текстилен отпад. Нашите ученици текстилниот отпад го ставаат токму во овој контењер. Исто така и ние наставниците нашите отпадоци од текстилен отпад го донесуваме во контењерот, па апел до граѓаните, мислам дека во Струмица има повеќе такви контењери на повеќе места, можат токму таму да го ставаат текстилниот отпад, па ние да го искористуваме и да создаваме нови креации и модели. Професорке, колку се иновативни учениците од текстилната струка овде од Струмица да креираат нешто ново парче како облека и претпоставам, мислам дека и учествувате на некои напредоки. Учениците, нашите ученици од текстилната струка се доста иновативни кога работат со текстилен отпад, бидејќи се доста ограничени со материјалите со кои што работат. Од остатоците од текстилниот отпад тие знаат да направат доста модерни парчиња кои што изгледаат како да се дизајнерски. Еве, например, минатата година нашите ученици од сите години од прва до четврта изработија 30 модели од стари фармерки и имавме модна ревија на која што се представија. Модната ревија беше во отворениот ден во нашето училиште и нашите ученици беа доста пофалени од публиката. Исто така секоја година се подготвуваме и за други ревии, а и учествуваме на различни надпревари, бидејќи со тоа им ја зголемуваме самодовербата на нашите ученици и тие продолжуваат да истражуваат и да креираат најразлични модели од текстилен отпад. И за крај, професорке Поповска, ја сваќаат ли суштината средношколците значењето на циркуларната економија? Мислам дека преку нашите предавања учениците или општо младите денес се повеќе ја сваќаат суштината и значењето на циркуларната економија, бидејќи од едно парче текстилен отпад тие можат да ја искажат својата креативност и да бидат единствени во тоа што го создаваат. На тој начин тие се однесуваат одговорно и одржливо преку самиот процес на циркуларна економија, а и мислам дека самата циркуларна економија на нашите ученици има големо влијание, бидејќи тие со тоа развиваат некое мислење за самата иднина. Кога нашите ученици ќе разберат дека текстилниот отпад не е нешто што треба само да се фрли, туку и дека тоа е средство преку кое што може тие да искажат својата креативност и да бидат уникатни и одговорни кон животната средина, тогаш ние како наставници, како образовна институција, мислам дека сме постигнале нашата цел.